Јас сум во очекување на следното линковско вклучување на Кате на лице место, каде што таа ќе зборува како што најави со Горјан Јовановски од Мој воздух, каде што ќе слушнеме повеќе информации поврзани со она кое е наш голем проблем во овој период, проблем со кој што се соочува секој граѓанин, нас работи за нашето здравје или за она кое што го немаме, а тоа е чистиот воздух и секојдневната проверка на тоа колкаво е присуството на штетните PM10 частички во воздухот. Може да ја вклучиме Кате доколку е спремна, а подоцна уште некоја информација за надвор од нашите граници. Кате, повторно добро утро до тебе. Те гледам. Да, добро утро Ивана. Заедно сме со Горјан Јовановски од Мој воздух. Кога зборувавме во саботата, ми рече вие сте никаде четврта или пета во јавување, нели, на новинари и медиуми за барање изјава токму од него. Едно негово интервју носи наслов "Сите го дишаме истиот воздух" и навистина е така, но не знам кога на оние кои што се на одговорни позиции ќе им текне дека и тие го дишат истиот овој загаден воздух како и ние останатите кои што нели треба да сме некако во нивните глави барем помалку важни, или не е така, Горјан? Се надевам дека сите сме еднакво важни, зашто на крајот на денот затоа зборам, сите го дишеме истиот воздух. Воздухот не познава граници, не познава пол, не познава националност, не познава возраст. Воздухот е тој и е тука. И ние ќе го дишеме, се не научиме дека треба да живееме на еден поинаков начин и да работиме на еден поинаков начин во оваа наша Скопска котлина, мада тоа се случува и во сите градови на Балканот. Така, вчера не бевме трети, бевме пети. Не знам како не знам како ќе бидат денеска и како ќе бидат деновиве. Ама сериозно, колку ова Мој воздух треба сите да си го кажеме или да им го кажеме на улиците, да излеземе да им го кажеме на оние на кои што не им доаѓа памет па да направат нешто. Што треба да се направи? Ние долго време го збориме. Јас сум активист 8 години. И 8 години мислам устава пена ми фати зборејќи на темата дека секоја зима не може да чекаме да дојде пролет па да заборавиме на загадувањето. Ќе се повторува ова, дури не направиме големи системски долгорочни промени. Една од тие работи е нашата драга индустрија. Нашата драга индустрија сега нема 24 часовен континуиран мониторинг на емисиите кои што ги испушта во воздухот. Горјан, мислиш дека тоа е така затоа што некому му одговара да е така или? Па види, сега ако има 24 часовен континуиран мониторинг, ќе се види дека голем дел од загадувањето доаѓа од индустријата и ќе се направи проблем. А вака, 2 пати, 3 пати во годината ќе викнеме некој ден измери, ќе завршиме работа, тогаш ќе ги поднамалиме печките, па види чисто било, тогаш не сме ние. Ако не сме ние, зошто немаме 24 часовен континуиран мониторинг? Значи, дури тоа може да се реши, тоа што велам, ќе ми речат некој science fiction збориш, Горјан. Не, напротив. Значи, ако имаш 24 часовен мониторинг, можеш да имаш и компјутери кои што ги следат тие загадувања. Ако компјутерот устанува дека таа фабрика загадува, и ми изрекоа една казна, втора казна и ми одзема лиценца за работа, поздрав, пријатно. Ниту можна за корупција, ниту за мито со инспекторите, а сите податоци ќе бидат јавни, нонстоп за ние граѓаните да гледаме и тогаш ако навистина некој не загадува, ќе видиме не загадува, супер си, продолжуваме да бараме друг извор. Сите зборуваат за тоа дека некаде најмногу загадуваат возилата, нели така натаму, но според оние, барем јас што ги видов, воопшто не е така. Значи, напротив, дека она е со бесплатен превоз, јавен превоз и така натаму, не знам колку е тоа чаре за овој наш апсолутно многу загаден воздух. Напротив, значи јавниот превоз има други функционалности и треба да го користиме јавниот превоз и треба да има многу подобар јавен превоз зашто имаме сега супер. Но јавниот превоз, тоест автомобилите придонесуваат до околу 5% од аерозагадувањето што го имаме во Скопје. Значи не е огромна бројка на која што може ние да се нафрлиме да речеме еве го решивме со не знам со подобар јавен превоз. Тоа се други проблеми кои што се решаваат со тоа. Ние мора да се посветиме на индустријата да видиме секако дека тука и соговорувањето во домаќинствата и да игра некоја улога, но далеку дека можеме да се фокусираме и лесно е да покажеш прст кон граѓаните и речеш аха ти си крив, а ако не правиме сериозна контрола врз оние големи загадувачи кои што веќе имаме издадено не знам колку таму стотици А и Б интегрирани дозволи во Скопје, мислам во котлина сме. Мораме да прекинеме, да пробуваме, да правиме огромен Нью Йорк стил град во една котлина, да ставаме индустрија во една котлина, бидејќи кога ќе имаме температурна инверзија, како што беше многу очигледно последните неколку дена кога беше преладно, тоа загадување нема каде да оди. Ние го генерираме, тоа останува во внатре во котлината, се гушиме ние и после ќе се наоѓаме на тие ранглистите и пети сме, трети сме, први сме. Не треба сме на тие ранглисти. Ама ако не научиме како да живееме во една котлина, ќе продолжиме да сме таму. Така. Колку има врска ова што Скопје се гради? Колку има врска тоа што нема никакво чаре за она, како велат старите, за никако да циркулира воздухот?
нормално дека има голема причина. Значи, кога порано за време на Југославија постоеле воздушни коридори во Скопје, Партизанска и Линденска, долж теченијата на Вардар, каде што требало да поминува воздух истот кон запад и малку да го чисти градот. Ама ние како што продолжуваме, се градиме зградичка по зградичка по зградичка, тие воздушни коридори се гушат. И кога немаш такви воздушни коридори, немаш проток на воздухот во самиот град и нормално станува ова. Например, сега, град Скопје работи на нов ГУП, генерален урбанистички план, 2022-2032 година. Тоа е круцијален документ кој што ние го форсираме градот да го прави јавно, да го прави со помош на експерти, со помош на јавни дебати, презентации, бидејќи ако овој документ ние гутнеме, наредните 10 години Скопје повторно ќе се развива на многу лош начин. Но ако го направиме добар, заедно со консултација на јавност, на експерти, на здруженија, тогаш може и имаме надеж да Скопје има еден правичен, интегриран и многу добар развој, да речеме, на градот понатаму, на кој што сега кои општините треба да ги следат со нивните дупови, а да не се случи како што се случи со Holiday Inn. Така. За крај на ова линковско вклучување те прашам, не мислиш да заминеш веројатно од Скопје? Ќе останеме сите заедно да си го дишиме воздухот, ама ќе продолжиш да си активисти, да се бориш во име на сите нас? Ти требаме или каде да се најдеме? Јас се вратив од Холандија за да го правам ова. Јас живеев таму 4 години, но се преселив назад за да пробам да направам позитивна промена кај нас тук. Но мора да сватиме дека сите граѓани мора да се активираме. Не може да оставиме на двајца или тројца ете кои што биле од Зелен хуман град и да очекуваме дека заедно само ќе успееме да го решиме. Нам ни е многу потребна помошта од граѓаните, од волонтерите, кога има повици да ни дојдат на нашите акции, да помогнат заедно. Значи мора да се вклучиме. Граѓанска должност наша, дури според устав, е да се цело време да работиме како граѓани на подобрување на нашата животна средина и на нашиот град. Така да само пишување коментари на Facebook не помага многу, мора да излеземе на терен на улица, еве да направиме едно вакво паркче можеби или да помогнеме на некој протест, да направиме притисок. Граѓанска должност е, така да мора да се активираме. Горјан, благодарам и за ова споделено твое мислење и се надеваме дека нема да има повеќе вакви линковски вклучувања барем на оваа тема. Ќе има поведри теми, на пример как што те натера да се вратиш од Холандија овде во Македонија. Благодарам Горјан. Тоа беше Горјан Јовановски од Мој воздух од Зелен хуман град. За сите оние нешта зборувавме. Ете така, лоцирана е некад индустријата како најголем загадувач. Ајде сите да се обидеме да им кажеме на оние на кои што треба да им кажеме дека сите го дишаме истиот воздух и во таа насока да се мониторираат индустријските објекти 24 часа, па како што ние гледаме колку е загадено во одредени делови на Скопје, да гледаме кои се загадувачите и да ги лоцираме и на тој начин да си помогнеме сите заедно. Се надеваме дека тоа навистина ќе помогне или барем ќе се придвижи во насока за решавање на овој проблем кој што сите знаеме дека не се решава преку ноќ, туку дека станува збор за нешто што треба да биде долгорочно или за долгорочно решение. Но тоа е надежта која што имаме и за која што се надеваме во иднина, а во меѓувреме рековме алтернативите се оние кои што постојат или алтернативата, а тоа е секое слободно време да го искористиме на почисти придели или на планинските места.